Добре, криптоентузијасти, денеска имаме втор дел од оваа нова тема која што ќе биде, би рекол, стална тема на нашиот канал, а тоа е користење на економска саботажа од страна на Мурика. Нормално не е конкретно само Мурика, ова е, би рекол, првиот дел од една нова плейлиста која што ќе градиме за тоа како моментално Мурика, нормално и прозападните нејзини спахи, НАТО, Обединетите нации, користат економска саботажа, тоа се нормално акции, ембарго и така натаму, со цел да едноставно извршат, би рекол, напад врз одредена земја, без при тоа да испукаат ниту еден куршум. Значи, сакаме да покажеме колку само економската саботажа, економските санкции може да бидат екстремно негативно, екстремно лошо средство со цел да се подчини една земја под нормално она што сака да го воведе или сака да го нормално постигне западот. Сега, според вашите гласови, значи поставивме анкета на сите наши социјални мрежи, побаравте ова да биде, така речено, една мини серијал, да речем, материјал на нашиот канал, каде што, како што кажав, ќе направиме една посебна плейлиста, каде што ќе ги ставиме и до сега веќе обработените и од сега па натаму оние кои што ќе го обработуваме видеа за секоја една земја посебно, да видиме што точно прави Западот и како се обидува да нормално имаат различни цели, но најчесто целта е иста, соборување на режимот кој што не е усогласен со Западот, нормално, кој што не служи на Западот, и поставување на кукли кои што нормално ќе ја понижат повторно својата земја и ќе ја стават под целосна служба на Западот. Веќе тоа сме го виделе многу пати. Првиот дел беше нормално Венецуела. Видеото е веќе направено, може да го најдете на нашиот канал, а денеска ќе зборуваме за Иран. Веќе имаме направено и други видеа кои што се дел од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа. Поголемиот дел од нив се за Русија, кои што ќе бидат ставени во оваа плейлиста, а како ќе работиме натаму со нови држави кои што не едели на друг начин се погодени од овие економски саботажи од страна на Мурика, НАТО, Обединетите нации и останатите геј европејски држави, ќе ги поставуваме во оваа плейлиста, нормално како понатаму ќе имаме време. Само на кратко, ова е практично предпоследната содржина која што снимаме денеска во сабота. Не заборавајте во вечерните часови, значи оние кои што гледаат овој материјал денес, затоа што истиот ќе биде достапен на Patreon, да ни се приклучите на Пиперче Каст, каде што во 10 часот заедно со Јордан Пиперката, тоа е уште еден, би рекол, братски канал кој што се работува со нашиот, ќе направиме интересен лајвстрим каде што ќе разговараме за иселување на македонците, низ историјата и сега. Со тоа што пак ќе напоменам, конкретно темата ќе биде сега. Значи, ќе земеме само споредбено како изгледало низ историјата и кои се причините, а највеќе ќе се здржиме на причините и количината на македонци кои што се иселуваат сега. Со посебен акцент на тоа што сакаме да услушнеме вашиот глас. Сакам било кој од вас кој што сака да сподели, да се јави на нашиот лајвстрим и да каже зошто ја напуштила Македонија. Значи, луѓето да слушнат кои се вистинските причини, не она што ни го пласираат на телевизија. Почнувајќи од мене, нормално. Така да се гледаме вечер на Пиперче Каст. Во текот на следната недела веќе е направен распоредот. Во вторник очекувајте техничка анализа на пазарите во утринските часови да видиме што се случува со крипто и традиционалните пазари. Среда ќе бидеме дел од крипто комјунити карневалот на Crypto Hub Malta. Така да потенцијално ќе споделиме линк од овој настан. Темата е Епстин, морам да бидам таму. Значи многу сакам да слушам што има да каже западната фела конкретно околу оваа тема. Да видиме колку се свесни и колку знаат за тоа што реално се случува со оваа сатанистичка американска фела која што ја води и сопствената и, би рекол, светската сцена моментално. Во четврток продолжуваме со лајвстрим на нашиот канал, а тоа е макроекономија и крипто, каде што ќе разговараме за моменталната состојба во американската економија, кој што знаете и сами. Како главна економија, сакаме ние или не, многу зависи од истата за тоа што понатаму со криптопазарите, така да мораме да обрнеме внимание, има нови ставки на инфлација, нови ставки на неработеност, ќе разговараме за сето тоа заедно со потенцијален парцијален шатдаун на еден департмент во Америка и што би значило тоа, како и мурикански тарифи и така натаму. Во сабота очекувате Patreon лајвстрим, каде што ќе разговараме директно со нашата заедница и истите ќе ни кажат што се нели, ќе споделат со нас, ќе не прашаат се што мислат, а потоа ќе го споделиме овој лајвстрим на нашите канали на следниот ден во недела. Следната недела, тоа е на 25 февруари, ако некој од вас е овде, повелете во Crypto Hub Malta, вашиот гемиџија ќе има предавање
кое што нормално веќе сте го слушнале на македонски јазик, а овој пат ќе го обработиме и надградиме на англиски јазик, а тоа е Genius Act Global Endless US Credit. Да објасниме како моментално овој законски акт за стейблкоини ќе биде искористен за Намурика да и биде, така речено, отворена една нова кредитна линија на глобално ниво. Секој што купува стейблкоини автоматски помага на американскиот долг. За тоа на 25 февруари нормално ќе има лайвстрим директно од самиот CryptoHub Малта и нормално мораме да спомнеме 29 март се е веќе средено, договорено, подпишано, апсолутно се е подготвено за најголемиот офлайн митап на гемиџиите во Битола, во градот на конзулите, каде што ќе имаме 6 представници, 6 говорници би рекол во оваа ситуација, кои што ќе разговара на најразлични теми. Настанот ќе биде во Народниот театар во Битола од 11 до 5 часот. Очекувајте ова да биде распоредот по кој што нормално ќе презентираат различните говорници и пак ќе кажам, верувам дека ќе биде многу интересно, полно со едукација, така да ве очекуваме. Уште еднаш ќе напоменам 29 март да ни се приклучите. Една мала услуга направете, ќе ве замолам, најдете го овој настан на Facebook, на врвот на нашиот профил и кликнете го копчето доколку доаѓате да имаме прилика представа колку луѓе очекуваме. Иако овде ќе има 150 луѓе кои што го пријавиле вашето присуство, јас очекувам дека ќе бидат многу повеќе, но нели би сакале да имаме прилика одредена бројка колку очекуваме да ни се приклучат доколку можете нормално. И со тоа можеме да почнеме со темата денес. Само на кратко ќе ги повториме оние работи кои што веќе ги спомнавме во првото видео, тоа е во видеото за Венецуела. Значи постојат различни групи на санкции, оние кои што нас не интересира највеќе се економските санкции. Се обидуваме да објасниме колку економските санкции се реално опасни и колку може да направат промена во негатива на одредена држава. Односно се обидувам да го разбијам оној би рекол начин на кој што се обидуваат западните распрскувачи на фекалии да ве натераат да размислувате дека одредена земја пропаднала, одредена валута престанала да постои, влегла во хиперинфлација, одреден систем се распаднал само поради натрешната корупција. Со тоа немале ништо западните сили, со тоа немале ништо економските санкции кои што се имплементирани. Сакам да ви покажам само колку овие санкции може да бидат лоши по една држава, повторно, кога се обидуваат да се оправдаат овие западни демонкрати, без разлика дали е тоа Мурика, Гејропа и останатите шизофрени водачи во светов, се обидуваат да ви кажат како овие санкции се имплементираат со цел да се казнат водачите, казнат одредени воени структури, а напротив, главната казна доаѓа на секојдневниот народ. Главната казна не доаѓа на врховните лидери на овие земји, главната казна доаѓа за секојдневниот народ. И тоа сакам да го знаете и тоа сакам да ви го покажам. Сега, нема да навлегувам во другите, само ќе испомнам, како што кажаме, постојат различни типови на санкции. Претходно ги обработивме детално, погледнете го првото видео, каде што обработуваме санкции врз Венецуела. Како што кажаме, тоа се травал банови, значи тоа се така речено рестрикции на патување одредени лица во одредени земји со цел да се казнат за она што го прават во сопствената земја. Нормално станува збор за филм. На крајот од денот никој од овие водачи на Иран нема да отиде во Америка, да бидеме јасни, така да ова е глупосно, нели, постои како санкција. Значи ембарго на би рекол во оваа ситуација оружје, кога станува збор за држави како Израел, на пример, ова би било катастрофално ембарго со оглед на фактот дека Израел не е во состојба да произведе апсолутно ништо, тоа што го произведува е смешно во однос на тоа што го користи за пример уништување на Палестина, но кога станува збор за Иран, ова би било едноставно смешно исто така, со оглед на фактот дека Иран овие ембарго на да речам оружје, прво може да го надмине сам затоа што има огромна продукција на оружје од најразличен арсенал, а второ има би рекол партнери кои што овие рестрикции многу лесно може да ги надминат, а тоа се Кина и Иран. Кога станува збор за секторни, значи ова е конкретно на одредени сектори кои што се фокусирани најчесто на извоз, увоз, рестрикции на инвестирање во истите и така натаму, но не ни интересираат денес, највеќе ни интересираат економските. Нормално спортски и во оваа ситуација правни, тоа се пак ќе напоменам одредени фокусирани би рекол санкции кои што најчесто се однесуваат на одредена компанија, одредено лице. Правни санкции врз цела држава се практично невозможно да бидат имплементирани, ако мене ја прашувате, така да во најголем дел ова станува збор за конкретни физички и правни лица или пак структури, да речем, на одредена влада.
За разлика од тоа, економските санкции и да сакате да ги фокусирате на една личност, освен ако не се конкретно санкции од типот на замрзнување на средства или одземање на средства и така натаму, значи економските санкции делуваат на целата држава, сакале ви или не. И нормално тоа ќе го покажеме. Сега, као што кажеме, во однос на економските санкции постојат различни типови на економски санкции, меѓу кои ембарго нормално станува збор за целосно банирање на трговија со одредена земја. Тоа може да биде или комплетно банирање, или пак може да биде одредено банирање на, пример, одреден сектор, одреден продукт, одредена не знам, ресурс и така натаму. Што значи дека од целата оваа ситуација имаме два, би рекол, главни типови на ембарго, тоа се целосни и парцијални, и нормално истите може да бидат на што сакате. Значи може да видите моментално кога станува збор за ембарго, истото може да биде имплементирано со тарифи. На тој начин практично вие правите увозот и извозот да бидат или потешки или практично невозможни, и нормално на тој начин можете специфично да одредите врз кои добра, капитални добра би сакале да ги имплементирате. Кога станува збор за извоз, вие може на сопствената земја да забраните да извезува или комплетно во одредена држава, или пак одредени, пак ќе кажам, добра сектори да може да извезуваат во одредена држава. Капитал контрол, значи во оваа ситуација се практично забранува на одредена земја да може да инвестира во вашите пазари. Нормално кога станува збор за Америка, тоа е, би рекол, голем минус, со оглед на фактот дека сакале не или не, тоа е реалноста. Најликвидните и најдлабоките пазари моментално се во Америка, но ќе видиме зашто колку ќе трае тоа. И нормално сега дека имаме уште некои конкретно, би рекол, ограничени економски рестрикции од типот на замрзнување, од типот на превземање, од типот на конфискација на одредени капитални добра, капитал генерално или пак недвижности и така натаму, кога станува збор за едно лице физичко, правно и така натаму. Така да, тоа е конкретно како изгледа генерално, би рекол, што може да се имплементира како економска санкција врз одредена држава, физичко или правно лице. Нормално ние ќе бидеме многу поспецифични и ќе видиме што точно се случува конкретно кога станува збор за Иран. Сега, за разлика од генералните економски санкции кои што може една земја да ги имплементира, као што веќе спомнавме во претходното видео, постоа и друг тип на санкции кои што се исклучиво во собственост или, би рекол, привилегија на онаа држава која што ја контролира резервната валута во светот. Нормално во оваа ситуација станува збор за доларот и нормално станува збор за Мурика. Уште еднаш, како што кажавме, со фактот дека едноставно Мурика може да ве исклучи од овој прозападен свет на, би рекол, финансии, моментално фокусиран во SWIFT, кој што сега веќе стана ISO 20022, или пак во исто време фокусиран во клиринг куќи, кои што моментално се прозападни и најчесто се фокусирани во западните земји, автоматски ве исклучуваат целосно од овој прозападен систем и вие едноставно не можете да учествувате во глобалната трговија. Пак ќе кажам, многу едноставно, фактот дека оваа држава може да ви забрани користење на резервната валута, иако тоа нема да го направи директно, индиректно ќе ви го забрани преку тоа што ќе ви ги исклучи вашите централна банка и останати банки од овој систем прозападен за меѓусебна размена и трговија. Автоматски вие имате огромна штета врз економијата, затоа што едноставно не можете да комуницирате со другите држави, не можете да вршите меѓусебна размена. Така да и во оваа ситуација имаме слична, би рекол, епизода како Венецуела. Има една клучна разлика, а тоа е, сега ќе видите конкретно колку БРИКС и Кина моментално помагаат на Иран. И тоа ќе ви го покажеме со соодветни докази, да видите дека членството во БРИКС е можеби една од главните причини зашто се уште Иран постои и не е успешно, да речем, уништено страна на прозападните џукели. Нормално ќе разговараме во детали, ќе покажеме соодветни податоци. 99% од овие податоци доаѓаат од прозападните распрскувачи на фекалии, така наречени медиуми. За никој да не може да каже, ете, тоа е пропаганда на Техеран, на, не знам, Москва, на Бејжинг, така да, на Пекинг, така да во оваа ситуација ќе го покажеме токму тоа. Можеме да видиме дека по однос на резерви Иран е една од
најбогатите со резерви на природна нафта во светот држави, каде што можеме да видиме дека се наоѓа на третото место по големина на резерви, веднаш после Венецуела и Саудиска Арабија. Нормално, ова го прави доста посакувана цел на западните хиени. Сега, да се подсетиме, многу битно, дека историјата на санкции и, би рекол, западен терор врз Иран не е од вчера. Ова е нешто што стои, би рекол, во последниве 60-70 години, затоа ќе го покажеме детално преку одредени историски факти. Нема да налогуваме премногу во историјата, само ќе исполнеме овие битни, би рекол, историски моменти кои што предизвикале екстремна одбивност и нормално реперкусии од страна на Западот кон Иран, затоа што одбил да биде послушник, одбил да биде една обична колонија. Моментално, како и Венецуела, 82, у Венецуела беше дури и повеќе, ако се сеќавате, од 90 до 95, 82% од вкупната маса на прилив на профит и на самата држава Иран е од извоз на нафта и газ. Некаде околу 30% од овие 82% се во газ, негде околу 50 и неколку проценти се во нафта. Значи дека нафтата и газот се главни нормално ресурси кои што Иран ги поседува и нормално истите представуваат главен извор на приход за оваа држава. Нормално, како и Венецуела, се што треба да направите е да го прекинете овој приход, да најдете начин како да суспендирате било каков тип на опција за Иран да може да транзактира, да прави трговија со останатите држави и нормално би можеле да го ставите во подчинета состојба како што тоа го направија со Венецуела. Иако на крајот мораат да интервенираат со киднапирање на претседателот, затоа што како што покажавме, во Венецуела и покрај сите санкции и покрај сите економски би рекол реперкусии, Венецуела успеваше да функционира. Така, овдека уште повеќе, верувале или не. Да, штетата по цивилното население е голема, но Иран како држава и понатаму екстремно добро функционира во овој нов систем и овој пат преку ова видео ќе ги покажеме со соодветни докази дека на вистина може да се заобиколи целиот прозападен економски систем, односно финансиски систем, и да се заобиколи користењето на доларот преку ова што моментално гледаме од БРИКС. Сите оние кои што и понатаму живеат во некаква илузија дека сето тоа што го прави БРИКС нема апсолутно никакви ефекти, нека го погледнат видео, пак ќе напоменам, ова се докази кои што западните медиуми ги се извинувам. Западните распрскувачи на фекалии ги нудат, не јас. Сега, како што кажеме, 82% од вкупната маса на приход која што ја прави иранската влада се од газ и нафта. Почетокот на целата оваа драма е уште во 80-тите години со практично исламската револуција во Иран, кога е соборен тогашниот Шах Пахлави. Нормално ова е обична кукла на западните режими, која што исклучиво била поставена со цел и понатаму Англија првенствено, а потоа и останатите прозападни џукели да продолжат да ги искористуваат природните богатства на Иран. Само да ви кажам, да знаете дека British Petroleum BP е уствари направена во Иран, не во Англија, затоа што Англија нема нафта и главниот извор на нафта на Англија до 80-тите години бил токму Иран. Имаме и други одредени информации кои што треба да ги спомнеме, како нормално успешното така речено сузбивање на демократска власт во Иран, но тоа е веќе друга тема, нема да налегуваме премногу, тоа е уште пред така речено Шахот Пахлави. Како и да е, во 80-тите, значи официјално оваа кукла прозападна е практично протерана од Иран и на местото на истиот е денешниот режим. Да, повторно станува збор за исламски режим. Режимот на Каменаи, во тоа време е нормално првиот лидер, сега е сосема трет, ако не се лажам, или четврт. Така да, ова е првиот момент кој што Западот никогаш не му го простил на Иран, фактот дека го прекинал ова искористување на природните ресурси на дотогашната колонија Иран. Првата. Втората работа, да се подсетиме дека имаме ситуација во која што првенствено, само секунда, ова е делот, ова е програма, нуклеарната програма, која што е почната во времето на Шахот. Значи, уште во 60-тите години, со дозвола на Мурика, во Иран започнува цивилна програма за производство на нуклеарна енергија,
која што во тоа време била во ред затоа што ова било провинција на западот. Во 60-тите години оваа програма, верувале или не, е направена со одобрение на Мурика и дури Мурика учествува во градењето на оваа цивилна инфраструктура за користење на практично на нормално нуклеарна енергија за цивилни потреби. Да, еве ги двајцата. Коменај и Каменај, истото е практично. Со тоа што ова е првиот кој што успеа да го ослободи Иран, ова е вториот кој што ден денеска владее. Како и да е. Значи, како што веќе кажавме, оваа цивилна програма за нуклеарна енергија понатаму ја наследува исламскиот режим, кој што ја користи во сопствени цели и да бидеме реални, се обидува да изгради барем во почетокот, во првите 20 години од 2000-тите, од почетокот на 21 век, да изгради нуклеарно оружје. Да бидеме јасни. Нормално, со оглед на фактот дека неколку пати е напаѓана оваа држава, да се потсетиме дека истата веднаш после падот на Шахот Пахлави, по покровителство на Мурика и нормално вооружување од страна на Мурика, Ирак, верувале или не, значи целосно поддржан Мурика, го напаѓа Иран. Огромна количина мртви, огромна количина на уништување. Нормално, кога тоа не успева, Иран сваќа дека мора да превземе нешто, а тоа нешто е токму тоа нуклеарно наоружување. Нормално, практично веќе од 2012 година почнуваат санкциите. Ваквите санкции се попречени со склучување на договор под покровителство на Обама, кој што ги вклучува Мурика, Обединетите нации и Мала Британија, Северна Афричка колонија, Франција и Швабистан. Ваквиот договор е раскинат во 2018 година од Орангутанус Американус, без апсолутно никакво објаснување, поради тоа што него така му текнало, значи покрај тоа што Иран целосно ги исполнуваше условите кои што беа поставени со овој договор за да му биде дозволено да има нуклеарна нормално програма за збогатување на ураниум за цивилни потреби. Значи, Орангутанус Американус еднострано, без никакви објаснување, се повлече од овој договор, што нормално го предизвика тоа што го предизвика, Иран почна да збогатува ураниум уште повеќе, уште посилно, знаејќи што следува, еве што следува моментално, се наоѓаме пред војна со Иран, значи два воени, така речено, кериери, тоа се извинувам, оние како ги нарекувате, воздухопловни бродови се веќе на пат кон Иран. Имаме целосна флота, имаме огромна количина на војска. Иран, Израел е спремен за војна. Значи, еве зошто Иран се подготвуваше тоа да го направи. Сме виделе од историјата, како што веќе многу пати сега покажавме, дека нуклеарно оружје е на вистинското оружје кое што може да ве спаси од ваков тип на џукели, како Орангутанус Американус и како нормално геноцидните исраелци. Како и да е, за жал не успеа и ваквото излегување од нуклеарниот договор, практично, иако они почнаа да збогатуваат многу поголеми количини во многу повисок, би рекол, степен на збогатување на ураниум, не успеа да стигнат до нуклеарна бомба, како и да е, нема да налогуваме таму и понатаму истите тврдат дека не сакале да направат нуклеарна бомба. Јас го мислам спротивното и сосема ги разбирам. И каде е овдека најголемиот проблем? После повлекувањето на Орангутанус Американус, значи настана тоа што настана, прво имавме ситуација во која што почна 12-дневната војна помеѓу Иран и Израел. Да се потсетиме, ова беше почнато уште од Газа во 2023 година, после 2 години ескалација, откако Израел ги бомбардираше апсолутно сите земји околу него, вклучувајќи го Либан, Ирак, Сирија, дури во Египет бомбардира, Јемен го бомбардира, значи Иран го бомбардира, не постоеше земја која што не е бомбардирана од Израел, почна 12-дневната војна, која што кулминираше со тоа што Мурика ги бомбардираше најбитните нуклеарни би рекол единици на Иран. Нема да навлегуваме повторно во детали, но иако беше предупредено од страна на Обединетите нации, као наводно како смеат, апсолутно никој не реагира за другата страна, сите реагираат за Иран. Иран после оваа војна нормално го отстрани, после 12-дневната војна, тоа е негде во јуни 2025 година, го отстрани значи ова така наречен орган за надгледување на нуклеарни инсталации, нуклеарна енергија. Тоа е органот на ГЕИРОПА, International Atomic Energy Agency, и неговиот надзор над сите капацитети во Иран. Пак ќе кажам,
сосема оправдано со оглед на фактот дека овој орган и неговите камери беа причина што американците знаеат точно каде треба да удрат и точно што треба да удрат во Иран. Повторно ќе кажам, целосно нелегално, целосно спротивно на сите меѓународни норми, но се случи. И апсолутно никој не зборува за тоа, апсолутно никој не е казнет за тоа е повторно казнет Иран. Ваквото казнување за жал ескалираше уште повеќе со тоа што дури и Мала Британија, Северна Афричка колонија Франција и Швабистан, тоа е практично новиот северноафрички калифат во Европа, наскоро кој што се формира, значи се приклучија нови санкции со тоа што сите санкции кои што биле имплементирани во овој период, а тоа е периодот од 2012 до 2018 година, значи ефективно сега се враќаат назад. Сега ќе зборуваме за тоа кои се овие санкции. Значи тоа се воените действија кои што доведоа овие санкции од 2010 до 2012 година со целосно исклучување на сите банки, вклучувајќи и Централната банка на Иран од SWIFT и од сите прозападни, економски и финансиски структури, да се повтори во 2023-2025 година, така наречен период на максимум прешер, односно на би рекол максимален притисок врз така речено оваа држава. И да видиме што истите постигнале. Сега, како што веќе кажавме, значи кои се конкретно санкциите? Првата санкција, повеќе од јасно е целосно исклучување од SWIFT, која што е имплементирана уште во текот на 2024, почетокот на 2025 година, тоа е со доаѓањето на Орангутанус Американус на власт, каде што нормално ова беше дополнително би рекол рестриктирано со вклучување во овие санкции од страна на AAA, така наречено групата, тоа е оној snapback механизам после 12-дневната војна, како што веќе кажавме, Мала Британија, Северна Афричка колонија Франција и Швабистан, новиот северно-гејропски калифат кој што се формира, кој што практично после ова имплементирање, ова е официјално на страната на Обединетите нации, значи еве како моментално изгледа, овие санкции првенствено за овие за ЮН нема ни да ги спомињаме. Значи Обединетите нации практично немаат како да функционираат. Некако тоа е буквално мисловна именка. Обединетите нации очекуваат дека нема да постојат наскоро, посебно сега со повлекување на фондот од страна на Трамп и на Мурика, значи Обединетите нации се ефективно банкрот. Така да заборавајте, Обединетите нации веќе не постојат, ова е исто како распадот на Лигата на народите и почетокот на би рекол Втората светска војна, Господ нека ни напомош, буквално таму се наоѓаме, но да се вратиме на темата, како што веќе кажав, значи со ваквото враќање на санкциите, не само Мурика, туку и Гејропа, сите држави во Гејропа целосно ги исклучуваат. Прво, било каков тип на соработка кога станува збор за различни сектори, првенствено и најбитно тоа се сектори во во енергијата, повторно станува збор за било каков тип на трговија, купување и продавање, кога станува збор за нафта, тоа ќе го погледнете овде најдобро. Значи, еве го моментот каде што после имплементирање на санкциите во целиот овој период, уште од 2020 година практично, веќе немаме никакво купување на нафта и газ од страна на Гејропа, од Иран, а овдека само се потврдува тоа во 2025 година. Значи, да се вратиме овдека, значи, освен енергенсниот дел, дополнително како Гејропа, така и Мала Британија исто, значи имплементираат санкции со кои што целосно се дисконектираат сите банки, сите компании и сите дополнителни компании и услуги како транспорт со било каков тип на соработка помеѓу Гејропа, Мала Британија и Иран. Едноставно целосно се прекинува било каков тип на соработка од финансиски аспект, дури и кога станува збор за храна, медицина и нормално продукти за здравје. Значи, иако не се целосно забранети, има екстремно големи рестрикции дури и на ова, кога станува збор за меѓусебна размена. Значи, ефективно, сите некакви врски кои што тогаш постоеле помеѓу Гејропа, Мала Британија и Иран се буквално укинати. И, како што веќе кажавме, значи, главните санкции понатаму остануваат што? Исклучување на Иран од меѓународниот финансиски систем. Можеме да видиме дека кога станува збор за растот на GDP, секој имплементирање на овие санкции, како првите од 2010-2012 година, делуваат врз растот на GDP на Иран, кој што е нормално во пад. Повторувањето во 2018 година излегувањето на Трамп од страна еднострано од страна на Америка од овој пакт за со Иран за нуклеарна енергија, повторно предизвикува негативен GDP на Иран, но можеме да видиме оверол и покрај целиот овој максимум прешер и понатаму
економијата во Иран расте. И овдека сме имале дури раст во 2025 година од 0,1, скоро 0,08%, а претходно можеме да видиме во целиот овој период од 2020 година истата економија на Иран растела од така речено 3 до 4%, па и повеќе. Гледаме во 2023 пораснала неверојатни 5,2% за целата држава. Значи, можеме да видиме дека и покрај се, и покрај исклучувањето од Западот, изгледа Западот не е единствена финансиска заедница во светот повеќе. Хајде да видиме како тоа изгледа. Односно, можеме да забележиме дека еве во тој момент на излегување на Мурика од овој пакт за да се дозволи на Иран производство на нуклеарна енергија, кој што предизвикал пад на така речено производството на нафта во Иран. И тоа можеме да видиме драстично. Ова е втор голем пад. Првиот нормално е отстранувањето на шахот, каде што гледаме дека на вистина од 6 милиони барели на ден, продуцијата паднала на 2. Као што веќе кажаме, втор ваков пад е овој што моментално гледаме, од 3,8 милиони барели на ден паднала на 2 милиони барели на ден. Дополнително не е само излегувањето на орангутанус американус, 2019-2020 година представува ковид пандемијата, каде што едноставно нема потреба од нафта, нема транспорт, нема трговија, автоматски имате ситуација во која што природно дополнително забрзано од испаѓањето на Мурика од овој пакт, што ова се два битни фактори кои што предизвикуваат намалување на производството на нафта на Иран. Но од 2020 година наори, како што можеме да забележиме, производството продолжува, не само што продолжува и стигнува до неверојатни 3,2, скоро 3,4 милиони барели на ден во целиот овој период од 2024 до крајот до 2025 година. Дополнително гледаме дека имаме и купувачи, не е само производството, туку на вистина успеваат да го пласираат на пазарот. Гледаме дека околу 2 до 2,5 во целиот овој период милиони барели на ден успеваат да пласираат. Што значи дека целиот пласман кој што го имаат нафта успеваат да го пласираат во светот. Дополнително можеме да забележиме дека исто и производството на газ продолжува да расте. Значи од 2013 година па натаму до 2024 година постојано имаме зголемување на производството на природен газ, како што кажавме, 50% од приходите на иранската влада се од нафта, 30% се од природен газ. И нафта и газ и понатаму производството расте и понатаму пласманот е обезбеден, без разлика на тоа колку санкции имаме. Значи, како што кажавме, ретардираниот Запад, мислејќи дека со ваквите финансиски санкции целосно ќе го заглуши Иран, нема да може да пласира тоа што го има највеќе, а тоа е нормално нафта и газ, очигледно не успеал. И затоа моментално се обидуваат тоа да го направат со војна. Апсолутно се пробаа санкции, пробаа со бомбардирање заедно Израел и Иран, и тоа не успеа, пробаа со протести, кои што нормално беа предизвикани со економски санкции, за кои што ќе разговараме малку подоцна, и во тоа не успеа, и кога ништо не успеа, и понатаму Иран обстојува, значи сега се обидуваат тоа да го направат со војна, исто како што тоа го направи Венецуела со така речено декапитирање на самата држава и киднапирање на председател. Но ќе стигнеме и до тој дел. Значи моментално, ако се сеќавате во 2023 година со вкупно мнозинство од сите членки до тогаш, Иран е првото проширување големо на БРИКС. Со тоа што Саудиска Арабија се уште не е, но Обединетите арапски емирати, Иран, Етиопија, Египет и Аргентина, и Аргентина не влезе, туку овие 4 влегоа, значи стана членки на БРИКС. Сега, запамтете дека и Обединетите арапски емирати се едни од новите членови на БРИКС, и тоа е многу битно за тоа како Иран се обидува, успева да ги надмине сите овие санкции. Ако се сеќавате, за разлика од Венецуела, која што е принудена својата нафта да продава по практично 1/6 од вкупната вредност на нафта моментално можеме да видиме дека е многу подобра ситуацијата кога станува збор за Иран. Као што веќе кажавме, Иран, затоа што е целосно исклучен од глобалните пазари и мора да продава својата нафта на црниот пазар, значи и покрај тоа што успева целосно да го пласира својот пласман, значи истиот е принуден да мора да ја продава својата нафта на црниот пазар, а кога ја продавате на црниот пазар поради опасноста дека нормално ова може да донесе санкции, да донесе тарифи од страна на Мурика, овие држави се принудени да го продаваат своето добро, односно својата нафта, по намалена цена од пазарната. Као што можеме да забележиме, моментално, значи,
Иран е принуден да ја продаде својата нафта на попуст од 5 до 10 долари по барел. Значи, наместо да продава за некој 69 до 60, ќе продава за некој практично 67 до 57. Практично, разликата е од 5 до 10 долари од пазарната цена во однос тоа како функционира моментално. Сега, како го прави тоа? Со цел да успее целосно да ја пласира својата нафта. Како што веќе кажавме, значи, тоа се прави со најчесто користење на истите методи, без разлика дали е тоа Русија, Венецуела, Иран или било која држава, значи користат методи каде што со оваа така наречена сива флота или флота во сенка, како сакате, на стари танкери кои што и да ги запленат нема некоја голема разлика. Значи ги трансферираат овие количини на нафта најчесто во средината на морето, истите ги трансферираат на други легални бродови кои што потоа ги трансферираат овие количини нафта во матичните пристаништа на државата на која што се продава оваа нафта. Само што за разлика од Венецуела, Иран има развиено многу подобар систем за кој што ќе разговараме сега. Кога станува збор за оваа флота во сенка, прво сакам да ви покажам дека сите овие приказни на Западот, како они успеале да сузбијат, како они не знам што направиле, се само приказни на Западот, тоа ќе ви го покажам сега. Значи, според S&P Global, знаете, ова е компанијата која што стои позади S&P 500 индексот, значи ние официјално во 2025 година имаме вкупно околу 1500 бродови кои што моментално постојат во оваа глобална флота во сенка. Главните учесници во глобалната флота во сенка се нормално Русија на прво место, Иран на второ место и Венецуела на трето место и одредени помали држави понатаму. И одредена мала категорија на останати држави кои што исто така имаат свој дел во оваа флота. Нормално ова е флота која што служи буквално за тоа. Доставување на нафта надвор од нормите и нормално правилата на Западот. Значи, пак ќе кажам, мора да разбереме дека Западот е многу мала количина на луѓе, тоа е практично 10% вкупната количина на популација на овој свет и они моментално диктираат затоа што нив така им одговара, што е апсолутно смешно, диктираат на останатите 90%, со тоа што еве како изгледа моментално во оваа флота од 1500 бродови, можеме да забележиме дека има околу 586 кои што се моментално под контрола на Русија, околу 155 на Иран, 113 на Венецуела, но повторно оваа бројка постојано варира. 2024 година, според проценките кои што ги видовме овдека, има негде околу, само да ви покажам, 1100 до 1400 бродови, се извинувам. Значи 1100 до 1400 бродови во оваа флота, што нема некоја голема разлика. Како што кажеме, флотата е буквално за тоа наменета. Транспорт на нафта од така речено овие држави кои што се под санкции до држави преку одредени други, сега ќе ви покажам како тоа го прави Иран, или бродови или начини за да стигне оваа нафта до така речено до матичните земји кои што треба да ја примат. Со тоа што еве како прилика изгледа уделот на Иран во оваа глобална сега ова е извозот, ова е увозот, така да ова е колку извезува Иран и каде истото се движи. Значи најголем дел се движи во Кина, сега ќе го поразговараме и тоа. Сега постои некаква легенда дека наводно Гејропа и Мурика ќе успееле да сузбијат оваа флота, што е апсолутно смешно и тоа ќе го покажеме моментално. Оваа флота постои со години и е актуализирана после почетокот на војната со Украина од 2022 година и е во полн замав. Значи оваа флота ни по точка разно непрестанува со работа и еве сега моментално наводно они ќе ги запреле овие бродови со санкции, што е апсолутно смешно. Значи, еве, ова е најново од 6 февруари 2026 година, со која што околу 15 различни бродови се санкционираат. Значи, ако се ќават овде ќе имаме едни што се, едни што не се санкционирани, апсолутно нема никаква разлика на крајот од денот. Значи, овие танкери буквално постојат и се потрошна роба со цел да се надмина санкциите. И наводно овие санкции сега ќе ги уплашат и можеби ќе престанат, добро, нема проблем. Еве како изгледа. Значи, од до 2026 година успеале да земат дури неверојатни 8 танкери. Значи, барав повеќе податоци нема, што значи дека оприлика тоа е тоа. Значи, од оваа флота од 1100 до 1400 танкери за транспорт на нафта од санкционирани држави, успеале да запленат неверојатни 8. Овие 8 сите се во Венецуела, верувале или не. Значи, ниту еден до сега танкер на Русија или на Иран не е запленет според тоа што го барав, значи барав. Колку многу пати повторив на најразлични начини, едноставно ниту еднаш не добив податок колку и дали некој успеал да конфискува.
се сведува на закани дека наводно ги конфискуваат. Одлично, супер. Значи дека ни по точка расно не успеале да ги конфискуваат. Сега, кога станува збор за тоа како го прават, како што веќе кажавме, значи имаме ситуација во која што истите прво или го променуваат името на бродот во средината на движењето на океанот, или пак ја трансферираат нафтата на друг брод, или пак едноставно го исклучуваат оној транспондер за испраќање на сигнал каде се наоѓа бродот, или пак едноставно го фалсификуваат место до каде се наоѓа брод. Значи кога морате, принудени сте и морате да најдете начин како да функционирате, затоа што треба да направат, да престанат да постојат, затоа што на западот не му се допаѓа. Значи целосно ги разбирам и секоја чест на би рекол иновативноста како успеваат да го надминат ова. Сега кога ќе отрнеме тоа на страна, во оваа ситуација за разлика од Венецуела, Иран има многу сојузници кои што му помагаат за ова да го изведе. Првенствено во Блискиот исток тоа се Ирак и Обединетите арапски емирати, кои што директно му помагаат ова да го изведе. Второ, тука се Русија и Кина, кои што сега ќе покажеме како директно му помагаат на Иран да ги надмине овие санкции, како што можеме да видиме, во целост успеваат да ја достават својата нафта каде што треба да оди. Како го прават тоа? Значи, во прв чекор има два начини на кои што тоа го прават. Првиот е дека дел од оваа нафта од Иран се трансферира во Ирак и во ваков тип на терминали, како што е терминалот Кор на ирачка територија на Црвеното море, на Арапскиот полуостров. Практично овие бродови кои што доаѓаат овдека, кога зема нафта, они зема нафта од Ирак, но оваа нафта е измешана нафта помеѓу Ирак и Иран и буквално Ирак му исплаќа кеш на Иран за оваа нафта. Значи, тоа е првиот начин на кој што оваа мешана нафта, која што матично е од Ирак, уствари дел од ова како прилив Ирак му исплаќа на Иран, а легално ја продава оваа нафта иако е на Иран. Втор начин е дека било кој брод кој што доаѓа овдека може делумно да купи нафта од Ирак, да речеме само 1/10 од вкупната количина на тоа колку може да абсорбира нафта, а останатите 9/10 да ги наполни во оваа ситуација од има така наречен остров Карг, кој што представува еден голем нафтен терминал, каде што било кој од овие бродови може само да се дополни овдека и да продолжи со измешана нафта која што, како што веќе кажавме, има легален нормално корен, потекнува од Ирак и на тој начин истата како легална нафта се движи кон одредена држава. Значи тоа е првиот начин на кој што буквално ја мешаат нафтата од Ирак директно на терминалите или пак во средината на океанот, како што веќе кажавме, како на островот, така со трансфер брод на брод и практично оваа нафта се праќа во крајната дестинација, како што веќе кажавме, најголем дел тоа е Кина. Како успеваат кинезите да им платат, ако тоа не е преку Иран и преку директни кеш наплати, значи тоа го прават, погледнете го сега. Обединетите арапски емирати моментално е многу голема помош и Хонг Конг за Иран во оваа ситуација. Односно, било каков тип на трансакција, доколку сака моментално Иран да продаде нафта на Кина, како го прават тоа? Го прават, значи, домашна компанија во Иран стапува во контакт со така наречени ирански, значи ова се exchange houses, значи тоа се практично куќа на размена или ова е Shell компанија која што има своја компанија надвор од Иран. Како го прави тоа? Значи има Shell компанија, значи тоа се оние компании кои што само фиктивно постојат за да може да се реализира одредена трансакција, или во Обединетите арапски емирати или во Хонг Конг кои што дозволуваат на ирански ентитети да имаат собствени компании, автоматски истите овие компании регистрираат локални банкарски сметки во локална валута, што значи дека домашната компанија добива уплата преку оваа Shell компанија надвор од Иран, која што е стационирана во Обединетите арапски емирати или Хонг Конг, значи дека оваа компанија за размена е буквално мостот кој што ги прима средствата за иранската домашна компанија од оној кој што плаќа за услугите, а тоа е најчесто Кина. И да покажеме како тоа изгледа конкретно, значи ова е во последните 3 години, од јануари 2022 до ноември 2025 година, можеме да забележиме дека најголемиот дел од нафтата која што е продадена на Кина. Со тоа што можеме да забележиме дека на дневно ниво станува збор за околу 90% од вкупната количина. Значи, еве како тоа изгледа, значи околу 3 милиони барели на ден произведува Иран, еве, во декември 2025 година. Можеме да забележиме дека во последниот период истиот има постојано производството постојано расте, тоа го покажаме на претходниот чарт, а гледаме дека, погледнете го сега ово.
Значи, околу 89 до 90% од вкупното производство на Иран е пласирано и целосно доставено до Кина. Значи, 89 до 90% од вкупното производство на Иран. И некои мали количини можеме да забележиме одат на локални партнери, како Сирија и Обединетите арапски емирати, не зашто на Венецуела, но и на Венецуела и испорачуваат, но еве што може да забележиме. Значи, во целиот овој период, очигледно, Кина е партнерот кој што без разлика на се и понатаму продолжува да соработува со Иран. И Кина моментално може да го купува ова по многу пониска цена, но очигледно одлучува да го купува по околу 80 до 90% од реалната цена на пазарот. Што значи дека Кина не го прави ова за да добие ефтина нафта, го прави ова првенствено за да му помогне на Иран, а нормално добива и, пак би рекол, релативно ефтина нафта. Сега, освен овие плаќања кои што видовме преку Shell компании кои што се базирани во Хонг Конг и Обединетите арапски емирати, и ова е потврдено и за Обединетите арапски емирати и за Ирак, значи истото го прават и помеѓу и преку интегрирање на иранските банки, прво со МИР, тоа е системот на Русија, кој што е матично за сите претходни СССР републики, и ЧИПС системот на Кина. Тоа се два засебни системи кои што се исклучиво наменети за надминување на SWIFT. Значи, тоа се исклучиво направени со цел да се надминат овие санкции. Сега ќе покажеме што е во иднината, она што доаѓа, значи не се само овие системи кои што моментално постојат. Како што знаете, моментално целиот БРИКС работи на напредни системи, за кои што ние многу пати сега се зборувале, кои што ќе треба целосно да го надминат моментално овој, би рекол, застарен, феудален или империалистички финансиски систем кој што е наменет да ги казни сите оние кои што не ги слушаат и не ги следат наредбите на Западот. Почнувајќи со Enbridge, ако се сеќавате, ова беше програма направена помеѓу Обединетите арапски емирати, Тајланд, Хонг Конг и PRC, тоа е нормално Кина, каде што секоја од овие држави со своите CBDC, односно тоа се дигитални валути на централните банки, прави трансфери една кон друга преку овој нов систем за кој што ние направено посебно видео, да го не сте го погледнале, погледнете го, еве имавме многу скоро апдейт за паралелниот финансиски систем кој што БРИКС го гради со цел да ги надмине овие реперкусии, овие економски санкции. И се повеќе и повеќе гледаме дека сите се движат кон истиот. Односно, ова ефективно функционира. Покажавме во претходното видео дека веќе стотици милиони долари се разменети помеѓу овие држави преку ова нормално оваа солуција која што е базирана на блокчейн за нивните централни, тоест дигитални валути на централните банки. Сега што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека кон ова се приклучи и Иран. Односно, официјално Иран моментално активно работи на негово имплементирање на Enbridge солуцијата, првенствено, со цел да може преку нивната валута да може да нормално се приклучат на овој систем и функционира. За целата состојба да биде уште пожална, значи еве одека многу интересен податок, вели BIS, The Bank of International Settlements, која што е матично прозападна организација, вели морала да го повлече својата поддршка или нели учество во овој проект, поради тоа што едноставно овој проект не може да ги исклучи оние земји кои што се под санкции. Значи тоа ви кажува дека Enbridge ќе функционира целосно, децентрализирано, надвор од било каков тип на санкции на западни, источни, не е битно кои членки на истиот. Така да, ова уште еден показател дека моментално западниот свет дури не е ни спремен да учествува во вакви проекти, кои што се наменети да целосно се исклучат ваквиот тип на политички санкции поради тоа што не ви се допаѓа некој во другата земја. Значи, финансиите треба да бидат целосно изземени од овие реперкусии. Како и да е, дека ова се случува, моментално, ова е знаете и сами, Atlantic Council, CBDC Tracker, моментално ова е Иран, значи, не, Саудиска Арабија, се извинувам, ова е Иран, значи, еве како изгледа моментално, ефективно истите се во постпилот фаза, значи, моментално CBDC проектот од јуни 2024 година е пуштен на нивниот остров, така наречен Киш, кој што е туристичка дестинација и моментално огромна количина на луѓе можат да го пробаат овој CBDC, а од ноември 2024 година се очекува дека истиот ќе биде имплементиран и во целата држава. Сега за сега немаме повеќе вести, претпоставувам дека моменталниот би рекол геополитички притисок предизвикува ова поради некоја причина да не знае повеќе информации,
Но она што го знаеме е вели дека нивниот CBDC е веќе поврзан со рускиот МИР систем, што значи дека гледаме дека се повеќе и повеќе системите на БРИКС се интегрираат, дури и на блокчейн CBDC ниво, со цел да ги наминат овие прозападни санкции. Така да, ефективно, Иран влегува во Ембридж, верувам дека наскоро ќе биде официјално потврдено дека е дел од овој проект, а уште побитно се обидува да стане и дел од The Unit. Односно, ако се сеќавате, ова ќе биде нова валута која што наместо доларот ќе биде користена за меѓусебно тргување помеѓу сите БРИКС членки, која што ќе биде изградена како валута со покритие во 40% злато и 60% во основните валути на основните БРИКС членки. Со тоа што ефективно можеме да видиме дека и БРИКС во оваа ситуација и Иран ќе биде дел од практично имплементирањето на оваа валута, значи дека ефективно истиот ќе користи. Така да остануваме како ќе изгледа. Не заборавајте дека оваа валута беше имплементирана во декември 2025 година, така да допрва ќе да знаеме како изгледа, како се користи, дали се користи. Сега гледаме дека овие интеграции се повеќе и повеќе земаат сила, а ваквиот притисок од страна на Западот, кои што ако не успеат да го завршат преку воена сила, дефинитивно ќе им биде доцна кога се тоа ќе почне да функционира помеѓу сите овие БРИКС членки, така да допрва ќе гледаме интересни моменти. Повторно, значи се повеќе и повеќе се гледа дека прозападните санкции едноставно не функционираат. Значи вие имате ситуација во која што Иран понатаму комплетно успева да функционира без разлика на тоа дека е целосно санкциониран и изваден надвор од прозападните инфраструктури за финансии. Сега, во февруари 2026 година, пред само 10 дена, на Reuters, значи не во Пекинг, не во Русија, не во Техеран, туку на Reuters излегува податок дека моментално се повеќе и повеќе се користи крипто. Не заборавајте дека секојдневните луѓе немаат вакви опции да можат да ги прават овие работи, или голем дел од нив немаат вакви опции, што значи дека мора да најдат нешто што функционира. А што највеќе функционира? Крипто. Како што моментално Иран се обидува тоа да го направи преку CBDC валута, преку Ембридж со сите овие држави, каде што едноставно не функционираат западни санкции, така моментално секојдневните ирачани се обидуваат тоа да го направат преку криптоактивност. Односно, можеме да видиме дека се повеќе и повеќе иранските секојдневни луѓе користат крипто. Вели, во текот на 2025 година од 8 до 10 милиарди долари трансакции биле направени во крипто внатре во Иран. Иако вас тоа не ви значи многу, сега ќе видиме колку е тоа од вкупната количина на трансакции. Прво што можеме да забележиме е дека голем дел од ова, според Chainalysis, доаѓа од новчаници на IRGC. Као што кажеме, тоа е иранската карда, која што е дел од структурите на Иран, тоа не е исклучиво официјалната армија, тоа е само дел од официјалната армија. Као што можеме да забележиме, тоа е еден дел од околу 150-190 илјади активни војници, активен персонал на армијата на Иран, која што е уствари Исламската револуционерна гарда, додека истата гледаме дека број негде околу 610 до 630 илјади. Јас мислам дека е обратно, изгледа дека една третина од оваа армија е уствари IRGC, ја мислам дека е обратно, но како и да е, не менува ништо. Значи можеме да видиме дека голем дел од овие трансакции доаѓаат директно од оваа структура. Значи се компанија на која што и веруваме, не гледам причина зашто би лажеле, значи од оние би рекол новчаници кои што ги следат, утврдуваат дека голем дел од овие трансакции доаѓаат од оваа структура. Повторно, дури да е тоа би рекол половина, од 10 тоа се 5 милиарди долари повторно биле направени од секојдневни иранчани, се извинувам. Со тоа што во 2023 година, погледнете, Иран е на врвот, значи се уште немаме понови податоци, за жал AAA, тоа се најновите податоци кои што ги имаме, други не можам да најдам во овој дел. Значи Иран има негде околу 13,5% од вкупната количина на граѓани кои што користат крипто во 2023 година. Ова е далеку пред ескалирање на состојбата. А доколку погледнеме сега, значи можеме да видиме дека иако не можев да го најдам точно бројот, значи се уште нема податок за количината на луѓе кои што користат крипто, можеме да видиме дека овој податок за секојдневни трансакции во крипто се повеќе се зголемува. Можеме да видиме дека од 2023 година кога биле 13%, се дуплирал и тоа повеќе од дупло моментално во 2025 година. И сега како што кажеме, дури да станува збор за некои 5 милиарди, можеме да видиме дека околу 65 милиарди е вкупната внатрешна економија на трансакции во Иран.
значи според нивните проценки, што значи дека за целата 2025 година би биле негде околу 130 милиарди долари внатрешна размена на добра. Од овие 130 милиарди, ако речеме дека само 10 милиарди биле во крипто, повторно станува збор за околу 7-8% од вкупната количина на трансакции во Иран биле направени во крипто. Иако ги извадиме оние половина кои што се на IRGC, повторно доаѓаме некои 3-4% од вкупната количина на трансакции се направени во крипто. Значи, повторно, за држава која што има 90 милиони жители, 3-4% од населението да користи крипто за секојдневни трансакции е навистина голема работа според мене, а посебно кога гледаме дека се дуплирал во последниве 2 години бројот на капитал кој што е транзактиран преку крипто. Сега овде влегуваме во делот со колапсот кој што моментално го видовме на нивната валута, значи покрај фактот дека ние гледаме дека и понатаму функционира Иран, тоа не го менува фактот дека има екстремно голем удар врз нивната валута. Односно да погледнеме ова што ќе слушате моментално е еднакво на не е само кривично дело, туку ова е воен деликт, значи ова е воено злосторство, каде што вие со предумисла, значи лишувате цела една нација од нивната финансиска би рекол слобода, со нивните финансиски добра и капитал. Значи вие ефективно со вашите одлуки како министер за финансии на Мурика и вашите политики кои што ги имплементирате, вие буквално предизвикувате колапс на иранскиот реал и на тој начин предизвикувате 90 милиони жители на Иран да го изгубат својот капитал. Ова, драги мои, е еднакво на воено злосторство. Но во нашиот прозападен свет, каде што мурикани се стратешки, како што би рекле домашните политиканти и дудлачи на западот, стратешки партнери, ова е сосема нормално да испаднете на телевизија и да кажете јасно и гласно дека вие сте направиле воено злосторство со кое што сте уништиле валута на една држава и сте ставиле 90 милиони жители на таа држава да изгубат се што имаат во локалната валута. Planning there in terms of Iran and the impact there. Do sanctions actually work? President Trump ordered Treasury and our OFAC division, Office of Foreign Asset Control, to put maximum pressure on Iran, and it's worked. Because in December, their economy collapsed. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is a dollar shortage. They are not able to get imports, and this is why the people took to the street. So this is economic statecraft, no shots fired, and things are moving in a very positive way here. Значи, според него, уништувањето на валута на една држава и ставање на 90 милиони жители на истата да изгубат апсолутно се во овој колапс на валутата е дека работите се движат во екстремно позитивна насока. Вашите стратешки партнери, значи домашните политиканти кои што ги поддржуваат овие хиени, се ретардирани, без разлика дали се од СДСШ или од ДПШН. Ова да го кажеш на телевизија, а да си министер за финансии на Македонија или на Србија, ти ќе завршиш у Хаг до крајот на твојот живот. Но ако си на Мурика, тоа е во ред, така? Значи, вика, според она што го имплементиравме по наредба на Трамп, поради финансиски притисок, голема банка во Иран колабираше во декември, која што предизвика екстремно голема инфлација поради тоа што загубата од оваа банка, Централната банка на Иран немаше друг начин како да го покрие, освен со принтање на пари, што предизвика хиперинфлација и ефективно предизвика де факто смрт на реалот, односно валутата на Иран. Еве ова се џукелите кои што ве убедуваат дека треба да ги поддржувате, дека се вашите стратешки партнери. Чисто да ве потсетам. Дали е тоа вистина? Да, потврдено е од нивна страна, дека официјално Ајаднех банка колабира во декември и предизвикува 5 милиарди долари загуба за своите клиенти, со тоа што значи државна поседувана банка, само да видам како беше нејзиното име, Мели, се обидува да ја абсорбира и нормално да го намали овој шок. Проблемот е што ова предизвикува бенкран. Значи знаете дека бенкран е многу страшна појава, посебно кога ова се случува во држава која што е екстремно санкционирана и која што има екстремно нестабилен економски систем,
Ваквиот бенкран предизвикува масовно повлекување на кеш во целиот Иран од сите банки, што предизвикува нормално државната, односно Централната банка да мора да принта многу пари за да ги покрие овие загуби. Нормално дополнително кога се тоа ќе се појави на извештаите на банките кои што покажуваат екстремно големи загуби, предизвикува уште поголем страв, уште поголем бенкран, автоматски принтањето на средства уште повеќе забрзува со цел Централната банка нема друг начин како да го покрие ова со принтање пари и единствениот начин. Значи гледаме дека и претходно имало големо принтање на пари, но можеме да забележиме дека во последниот период има екстремно големо принтање на пари со ова голем пат што го гледате овдека, што едноставно престанале да го следат. Зошто е тоа така? Значи само да ви покажам дека ова не е од сега. Значи инфлацијата во Иран е од секогаш голема. Можеме да видиме дека на годишно ниво истите биле принудувани што од 2014 година, погледнете колку голема количина на пари да принтаат. Ова се проценти. Значи само во 2014 година 34,8% пораснала количината на пари на пазарот. Ако продолжиме, погледнете, 24, 28, 22, 22, 28, 38, 40, значи ова е само во една година. Што значи дека го зголемувале количеството на пари за 40% плюс само во таа година. Нормално, тоа предизвикува екстремно голема инфлација. Значи тоа што постојано гледаме, погледнете, како што принтаат пари, значи колку повеќе пари принтате, толку повеќе расте инфлацијата, толку повеќе се поскапува. Погледнете, во 2020 година за таа година имало инфлација од 30,6%. Последната година 43, во 2022 44, во 2023 44,5. Значи замислете дека секоја година по 50% оприлика поскапуваат апсолутно сите продукти на пазарот. Што значи дека навистина нема враќање назад. Ово е тој магичен круг кој што кога ќе дојде до самиот крај предизвикува екстремно големо принтање на пари, што го видовме во оваа ситуација и во Венецуела и во Иран, и како што кажавме, кога имаме еден затворен базен во кој што имаме 2 јаболка и $2, за оние кои што едноставно можеби овој принцип не го знаа, не сваќаат што е, како што кажаме, значи инфлацијата е многу едноставна појава ако знаете да објасните. Значи кога во еден затворен економски систем, да речеме оваа соба, имаме $2 и 2 јаболка, економијата сама по себе ќе направи нормално по правила на едначење, секој јаболко да кошта $1. Ако во оваа соба некој додаде дополнителни $2, автоматски ние ќе имаме $2 за секој од овие јаболка. Или пак ако одземе од оваа маса на пари, ќе имаме $0,5 за едно јаболко. Значи дека вредноста на парите ќе се зголеми или вредноста на парите ќе се намали во однос на тоа колку пари влегуваат во системот. Ако вие имате ситуација во која што постојано влегуваат огромни количини на пари во системот, заради тоа што самиот државен во оваа ситуација нормално систем не може да ги подмери сите своји трошоци, значи ефективно ви имате ситуација во која што инфлацијата ќе расте и само прашање на време кога де факто ќе стане хиперинфлација. Односно потврдено од сите извори кои што моментално ги имаме, дека иранскиот реал е ефективно во хиперинфлациона фаза. Хиперинфлација значи дека и понатаму екстремно многу расте количината на испринтани пари, а нормално напоредно со тоа и цените на секојдневните добра, што значи дека како изгледа во однос на останатите валути. Значи ова е последната состојба која што имаме за реалот на Иран, каде што можеме да видиме дека истиот изгуби екстремно голема вредност. Значи ефективно од 1 јули 2025 година до денес има изгубено 95,8% од неговата вредност. Со тоа што нормално овој пат уште повеќе беше забрзан во моментот кога се колабираше оваа банка. Само сакам да ви покажам дека во последните 6 месеци, ова е многу побрзо, ако свртиме на 3, например, или на 1 месец, ќе видиме дека еве го колапсот, погледнете. Значи колапсот беше буквално 1 или 2 дена, така речено. Еве како изгледа, тоа е 1 месец. Значи во текот на 1 месец и помалку е. Значи буквално е во самиот момент на колабирање на банката, значи валутата изгуби 95,8%. Тоа е практично како изгледа една хиперинфлација кога оваа валута ќе ја споредите со било која друга валута, нормално дека ја споредуваме со валутата која што највеќе се користи, тоа е американскиот долар. Автоматски реалот изгуби практично секаков тип на вредност. Сега они за да се обидат некако да ја рехабилитираат оваа валута, значи реално цените нема да се вратат, тоа што ќе го направат на овој начин е само ќе овозможат барем некако да се користат кеш валути, кои што моментално поради екстремното намалување на вредноста на реалот, значи ова се тие, ако се сеќавате, југословенски
банкноти на 500 милиарди, сеќавате, истата ситуација и овде. Значи оваа банкнота е 5 милиони реали, која што е еднаква на 3,1 долари моментално, која што имплементираат со цел тие големи количини на хартиени пари кои што веќе не вредат ништо, да може да бидат трансферирани барем во нешто и да може да бидат користени барем делумно во секојдневната размера. Значи дека ова што они го прават нема да ја спречи инфлацијата, туку само ќе направи да може кешот кој што го има барем во некаква форма да се користи моментално, да не заврши како во Венецуела, така. Сега еве како моментално изгледа, значи и понатаму во Иран се користи се уште кеш, со тоа што се повеќе и повеќе само ги зголемуваат, така речено, нели, валутите. Ако се ќајате, тоа е исто дали е во Зимбабве или е во Југославија или во Вајмарска република во Германија, апсолутно исто. Значи они само што прават е буквално ги додаваат нулите и на тој начин прават само поголеми банкноти, но и понатаму продолжува инфлацијата и понатаму секојдневните добра стануваат се поскапи и поскапи. Она што можеме да забележиме дека е она што кажавме и ние, секојдневните луѓе прибегнуваат кон што? Прибегнуваат кон криптовалути со цел да ја зачуваат својата вредност, односно што и да поседуваат моментално, вели го поседуваат или на USDT, на Tether, на Tron мрежата. Зошто? Tron е нормално матично од Кина, а Tether е компанија базирана во Сингапур, што значи дека далеку, можеби не многу, но пак би рекол релативно далеку од рацете на американците, и биткоин кој што е целосно децентрализиран, значи е овдека официјално и самиот АИ покажува дека луѓето во практично Иран користат конкретно криптовалути со цел да ја заштитат вредноста на сопствениот капитал, а допрва ќе го користат тоа. И еве како изгледа моментално GDP на Иран, кој што и понатаму не е толку страшен, но гледаме дека е во стагнација уште од 1980 година, како што кажавме, од падот на бркањето, така речено, на пахлави, гледаме дека постојано се движи на некој начин во оваа зигзаг форма, значи едноставно не напреднува, туку гледаме дека постојано поради овие сите санкции, сите конфликти, се тоа што му се случува на Иран, стагнира. А станува збор за држава која што има 90 милиони жители. За разлика од тоа, еве како изгледа држава која што е нормално привилегирана, на која што и се дава апсолутно секоја слобода, која што има многу помала количина на жители, а значи има 9 милиони. За разлика од Иран кој што има 90, ова е 1/10 од вкупната популација на Иран, а гледајте како изгледа бруто домашниот производ кога станува збор во долари. Значи 610 милиарди е моменталниот бруто домашен производ за 2025 година на Израел, затоа што нема санкции, затоа што сите го поддржуваат, а за разлика од тоа моментално гледаме уназадување и половина од бруто домашниот производ на Израел е оној кој што моментално го има Иран. Значи дека може јасно да се види ефектот врз економијата на Иран, посебно кога ќе погледнете друга да завојувана страна која што е екстремно, би рекол, привилегирана и се дадени апсолутно сите позитивни економски, воени, политички нели позадини за да може ова да го реализира. Дополнително, пак да се потсетиме на крајот од денот, главниот проблем доаѓа кај секојдневното население. Значи, моментално можеме да видиме дека околу 39%, значи од 48 до 39, повторно од 2020 година до 2025, значи оприлика од 30 до 50, би рекол, проценти од населението живее под линијата на сиромаштија. Нормално ова е потврдено и од страна на Светската банка и од страна на Обединетите нации, дека на вистина околу 35% најново во 2025-2026 година од населението живее во сиромаштија. Повторно, голема причина за ова се санкциите. Значи, режимот ќе преживее, можеме да видиме дека нивните војни структури немаат апсолутно никаков проблем понатаму да продолжат да произведуваат и балистички проектили, и дронови, и апсолутно се што им е потребно. Секојдневното население е тоа што постојано ја носи вистинската негативна, би рекол, нели, страна на сето ова. Значи, кога ќе ви кажат колку го казнуваат каменаи, тоа е апсолутна лага. Еве, погледнете, исто и овдека од Светската банка може да забележите дека околу 36% од населението во Иран моментално живее под, би рекол, дното на сиромаштија според Обединетите нации, а тоа е со 8,3 долари на дневен приход. Значи имаат околу 8 долари за дневен приход, а гледаме дека има и повеќе. Значи 10% од населението во Иран живее со помалку од 4 долари.
Сега не заборавајте дека кога станува збор за purchase parity, стандардот во Иран е многу по низок, има одредени би рекол артикли кои што се бесплатни, но тоа не го менува фактот дека дел од населението, 1/3 од истото живее во би рекол сиромаштија. И кога станува збор за миграција, која што исто така е производ на ово што моментално гледате, не е висока, сега ќе ви кажам и зошто. 2 до 4 милиони моментално се проценува дека е иранската диаспора, но кога ќе видите дека моменталната количина на жители во Иран е 93 милиони, тоа значи дека ова е негде околу 2-3, максимум 4% од вкупната популација на Иран. 4% наспроти тоа што ќе го видите вечер, или ако веќе го гледате видеото во недела, погледнете го вчерашниот лайвстрим, каде што 1/3 од македонското население е надвор од Македонија, ви покажува дека во Иран и покрај војна, и покрај санкции, и покрај се што се случува во оваа држава, само 2 до 4% од населението живее надвор од истата. За разлика од тоа, во Македонија не сме имале војна од 2020 година, се извинувам, од 2000 година, а 1/3 од населението е надвор од државата. Само чисто да ви стане јасно како тоа изгледа, значи дека очигледно иранците не сакаат да напуштат сопствената земја. Како и да е, ова покажува дека државата сама по себе е способна повеќе од доволно да преживее, да ги помине овие санкции, а се надевам и да дочека подобри денови кога конечно ќе падне оваа западна империја, почнувајќи од Мурика, завршувајќи со Гејропа и да се издигне заедно со глобалниот југ. Барем јас за тоа навивам. Се надевам дека ви се допадна, како што кажеме, во иднина ќе обработиме и повеќе држави кои што имаат санкции од Мурика и ќе покажеме како истите моментално успеваат да се снајдат и кој е реалниот ефект врз истите. Дополнително, доколку сакате да го поддржите нашиот канал, би ве замолил тоа да го направите со зачленување во нашиот Patreon канал. Значи, Patreon форумот е на patreon.com, линк до истиот може да го најдете во дескрипција на секој од нашите видеа и со оваа мала чланарина за ваше членство во Patreon заедницата добивате привилегии, а тоа се нормално дел од нашите чатови, каде што ќе може да споделите и да добиете различни информации и едукација. Повторно овде ќе имате директни пораки дораз, кои што ги одговараме еднаш дневно. Да не забораваме, овде ќе имаме лайвстрим, кој што го организираме следната недела во сабота. Тоа е еднаш месечно за нашите Patreon членови, кои што може да не прашаат, може да разговараат со нас на овие лайвстримови, а потоа исти да ги објавуваме на нашиот канал за сите членови. И овдека секој од овие офлайн содржини, како денешната, прво ја доставуваме до нашите Patreon членови, а потоа ја објавуваме и на нашите канали. Апсолутно сите содржини се секогаш достапни за сите македонци, а нормално вашата финансиска поддршка ни помага да можеме да продолжиме со ова што го работиме, значи да ги покриеме нашите трошоци, да платиме за нашите админи, да организираме настани како настанот во Битола, конференцијата која што спремаме во Скопје и да продолжиме со едукација на македонците. И на годишно ниво, ако сакате да уплатите членарина, тоа може да го направите преку cryptogamidja@gmail.com, со тоа што ќе добиете 30% попуст на вашата уплата, на тој начин ќе уплатите овие суми и ќе добиете назад преку овој имејл линк до годишно членство на нашиот канал. Ви благодарам, се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidja и од топлата мала. Listen up, class is in session tonight. CryptoGamidja here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true, not just speculation. Knowledge carries you through. CryptoGamidja teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. CryptoGamidja setting knowledge free. CryptoGamidja teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. CryptoGamidja setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. CryptoGamidja keeps you trading right.
Bitcoin's genesis to altcoin seas. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts